нема таман. Ќе јаеш и ќе ќутиш. Почитувани гледачи, во првиот дел од емисијата видовме дека нашите презентери успеа за кратко време да уловат неколку риби, за да можеме да свршиме некоја риба и првата вечер да се дружиме покрај Вардар. Ноќта помина брзо со многу раскажани рибарски приказни и рибарски анекдоти. Ова будење и пиење на првото утринско кафе покрај Вардар, обкружени со скокање на риби, пеење на птици и многу други звуци на природата, не може да се опише со зборови. Може и треба само да се доживее на Вардар. Водите, најболја супа прави. Но малдека малце ми е накриво. Во текот на ноќта нашите презентери се договорија првиот риболовен ден да ловат бојник и бела мрена на другата страна од Вардар. Непишано правило е и секогаш подобрите места за риболов се од другата страна, без разлика на која страна од реката се наоѓаме. Успешно го поминавме, Вардар. Во овој дел од емисијата ќе ви прикажеме неколку начини за водење на пливката. Се наоѓаме на реката Вардар, поточно ватарот на селото Градец. Како што гледате, овдека од другата страна има 5 ривари, а ние бевме приморани да го поминеме Вардар со шанец, за успешно да си фаќаме риба. Сега, бидејќи водата е мала, ќе направиме опрема според местото некаде околу 2 грама, грам и пол до 2 грама тапа. Според местото се одбира и тапата. Не може со секоја тапа секаде да се лови. Например, одбрав едно тапиче и јас си го нарекувам рагби топка, како рагби топка. Некаде околу 2 грама треба да носи. Според местото и тапата. Секој има свој стил на тапа. Некој фаќа со дугачка, со контраш, со... На мене некако најомилени ми се овие. Мала, многу олова носи и убаво се понашува. Како принцеза. Саме 2 губички. Едно у стапа горе и едно доле на стапчето. За да не ја губиме дубината. Ако е пола метра дубина, да си остане пола. Ако се лабави губичките, тогаш тапата ќе се спушта, па ќе се изгуби дубина и нема успех. Сега оди јадица. Според рибите што ќе ги ловиме, не треба поголема јадица од ова осмица, бидејќи е оригинал јапан е 10. Наше 10. Па ќе ставиме овна јадичка 10. Ловците малце погоре, некаде на 30 на сантими од јадица, затоа што тука дубината е некаде околу 50. Да се е мафта, да не е она оловото доле. Рибата ке се плаши од олово. Вака некако послободно му оди кога оловцето е погоре. И сепак има подобар успех. Се што е слободно, се е поубаво. Али за лепите треба исто така да растане? Па, се зависи од местото. Например, на трева може уште малце повисоко да се стави. А сега, пошто ќе пакеме на лепче, дубин
далечината некаде околу 30 сантиметри. За успешно ловење на бојник има по мене, по мое, 3 начини на фаќање. Едниот начин е прикочување, кога нон-стоп тапата со конецот е затегната, еден од поуспешните начини, а најуспешен начин за мене е кога малце ќе се прикочи, па ќе се пушти. Ќе се прикочи, ќе се пушти. Тоа е подлажување. И третиот начин за мене е на слободно. Нема кочење, нема подлажување, на слободно некош така најмногу зима, али со подлажување џабе не е кажано подлажување. Значи да го излажеш, па да го фатиш. Прикочи, пушти, како е тоа? Ево сега, ќе прикочам, ќе пушти. На подлажување. Прикочи, пушти. Ќе пуштам, ќе покочувам. Ќе покочувам, ќе пуштам. Значи, прикочи, пушти. Да. Покочувам, пуштам. Значи, на секоја промена на тапа влечеш? На секоја промена, изобличување на тапа, дали дрвсето, стапчето горе, ќе се накриви лево, десно и тапата ќе застане, се влече. Иначе ние ако чекаме тапа да пропадне, дали ќе фатиме едно или две рибче. Значи на секое пореметување на тапата се влече. Не се знае дали е закашалка, дали е риба. Мистере, ти ги тамани шоде. Ја научив, идам да ловам, не ве снимам више. Толку е од мене снимање за Значи денес. научи да ловиш. Сега ќе Јас се видиме. надевам и сите што ќе гледаат ќе научат. Ово. Да ти кажам нешто. Идам да фаќам риба, не ве снимам. Више. Хвала Богу. Како ја водиме пливката, односно тапата, така и мамката се однесува во водата и тоа игра голема улога за успешен риболов на бојник. За многу риболовци почетници и за многу искусни мајстори, одредувањето на правилен начин за сервирање на мамка е голем предизвик и една од главните мајстории која се стекнува само со големо искуство и со многу денови поминати покрај вода. Во текот на емисијата ќе ви прикажеме и други мајстории за да можете полесно да ловите бојник кој е риба само за искусни мајстори. Не знам дали некој може да го контролира адреналинот и да не земе трска за да лови покрај овие мајстори. И ние не издржавме и ловевме заедно со мајсториве и тоа бојник и мислам доста успешно. Довидување. Му јаде на Владо, па нека фаќа цела ноќ. Заврши успешно првиот риболовен ден, се враќаме во кампот и се препуштаме на кулинарските вештини на Владо Дечидос. Шо вечера е, Владо, бе? Да гледаш, не да се спееш. Да? Сега од овде да не можеш да се напиеш. Па просто лоши рибари не живееле. Не знаат. А? Не знаеш, да? Саѓа скоро набран врган, малку само. Обарен, а? Обарен, малку обарен. А преку што? Нека искачка една што ова, да испариве виното така. Ова работа е луче, ова работа. Сите ќе бегаат од тебе, нема од кај што да закачиш. Кој ќе те намири. Нема корона да фатиш. Сите ќе држат дистанца од тебе. Редовно сам лук јадење. Да знае дека тоа му е мајката. За корона никој не го кажа овој рецепт. Сите кријат бе. А најестин леле како ми се вргените. А? Ова се измешани вкусови веќе. И павака. Маче, Шо прешмува, бе. да не ви залетни некој врганче.
Некое месце да ви е малку посвежо. Во. Станува и Миле да видиш што е овде Владо Карапанджа. Тоа е убавината на риболова, Владо. Баш тоа е нормално манџи да правиш. После дома кога ќе си појдеш, пак манџи ќе правиш и жена ти ќе ти рече кај научи вака, на риби, пак да одиш на риби. Сета што гледачите не може преку камера да осетат мири. Ништо ако немаш мирис вкус, опасна работа. Кој ќе се растопи да ти се тегни вака. А? Кога ќе прави така, готово. Ако крчка и се топи. Оставај. Ако е заир, Мајсторе, доста му е. Нека стои овде вака да си малку да земи душа што се вика и ќе пробаме што сме. Сега е готов кашкавало. Да? Нани, нани, миле, голем да пораснеш, јунак да ни станеш, јунак да ни станеш, сромот да го фанеш. А Миле, еве го Миле, живо, еве го тука е. Ова будење не се заборава, а и специјалитетите подготвени во природа. Ноќта помина многу брзо со рибарски приказни за многу риболовни авантури на мајстор Мире, мајстор Владо и мајстор Никола. Останува уште еден риболовен ден, голем предизвик кај и како да ловиме. Но во недела секогаш има многу риболовци покрај вода и очекуваме голем број на риболовци да ни се придружат. А што грешат оние долу? Па најголема грешка направија што легува многу натре, така да каде што се они, каде што моментално стојат, тука треба да се лови риба. На Вардар најдобри рибари се скопјани. Од кај сакаш земи, од почеток до Солун. Скопјаните се врвни мајстори за Вардар. Еве, се припремам да влезам. Да закачам чуварка. Днеска малку ветре има, малку повише, ама? Ако имаме потешка опрема, потешката постојано, така да, ќе се потрудиме да фатиме некој бојник. Бојник е риба за мајстори. Секој има свој стил на фаќање. Ја имам свој стил, па ќе видиме што ќе биде, како ќе биде, али се надевам дека ќе биде. Моментално овдека на теренот се наоѓаат 4 рибари. Се уште немаат ни една риба фатена, али ќе видиме кога мајстор на мајсторите фаќа, Што ќе се случи? што ќе се случи. Крмата е направена, ставивме, али грешка на мајсторите, што фаќаат моментално, е што фрлаат многу крупна крма. Крупни топки. Ја имам свој стил на фаќање, така да правам мали топчиња, што од време на време ги фрлам и на 20 на метри топката се распаѓа, а тапат оди покрај крмата, а рибата оди покрај крмата. Па ќе видиме испитано, проверено, а и на многу луѓе што сум кажал, практикувајќи го ова, имаат многу добри резултати во фаќање на бојник. Според местото треба да се одбере и тапата. Не само тапа. Треба да се наштелува размакот на оловото од јадицата. Треба да се наштелува дубина. Треба да се наштелува тапата. Така да сите алки, ако се споени, тогаш има резултат. Ако една алка фали, нема успех во риболовот, поготово за бојник. Бидејќи сите алки се споени, се е како што треба.
Еве, сега ќе фаќам на француско лепче од мајстор Лазо. Ова е уште наше македонско производство. И јас мислам дека е едно од најдобрите лепчиња, затоа што има еластичност, не паѓа од јадица, а многу е ловно. Ова е уште вчера направено, така да треба да отстои вода, да се исцеди и во крпа. Што е убаво кај ова лепче? Секој мајстор, кога фаќа со тазе лепче, мајсторот знае, али аматерот не знае. Сите аматери што фаќаат со овакво лепче, фаќајќи, тие стануваат мајстори, затоа што никој не може да постави така лепче, затоа што лепчево кога ќе влезе сега у вода, кога ќе падне, оно се дуе. Значи, аматерот фактички станува мајстор. Затоа што аматерот, обичното лепче, тазе лепче, не може да го направи како ова. Видиш ти, Милеш има направено македонско лепче. Македонско лепче. Да. Македонско лепче на француски начин. То. А, ве си стаи. Си прво палиш. Абе, вала на прво, бе. Такви ли, бе? Абе, на прво фрлање, види Ај, ли? за такви ли, да? Ало, жолто такси! Од кога сте влезени која сме? Еден. Мислиш, што студира сега? Не, бе, медитација. Медитација, гледаш кај јаде сведе, ако А ви исто дека тапаш со, како тоа да е. Да? Тоа како? Ај, жолто комбе! На бело. Чекајте рано ви Што преш бе, Вало? Жолто комбе! Абе, немој да... Прети од 5 сатот по вода, бе, море. Ова е на лепо. Што си сакате тоа? Ајте, шо е тоа? Бојниче, а? Ви го као купаник. Нема поиш. Така. Не само Владо овде да ви вади. Да, бе. Ама тоа е мајсторот. А? Мајсторот тој што. На леп? На лепче, да? Француско, да, македонско. Македонско е, така. Отиде. Како бе отидеме? Важно е снимен.
faci, dar nu mu svetam kaj sveće mu pripadam na to. A ne mi ga fata prestano, znam neka košta 4 milijarde. Инаку кога одиме на викенд риболов на Вардар, претежно ноќно време ловиме сом, кој тогаш е најактивен, но како се лови сом на Вардар ќе прикажеме во некоја наредна емисија. Овој риболовен викенд се определивме само за риболов на бојник и бела мрена. Makar, red bojnik, red skopus, red skopal. Радован, цело време тапи, јаде, не јаде. Дај природа малку, ај природа да снимаме у бајна. Ај у бајна. Гледај дрвја, така, золта треба, ова е трска, гледај. Ај сега малку подолу, вака пубо. Вака убавината на Македонија, да видат сите, ај. Убавината на Македонија. Така. Ова е убавина. Дојди наваму се. Овде, добар ден. Добар ден. И сега ние овде дојдаме во природа да риболовиме и да ни биде убаво, чисто, фино, како што ни е дома. Дома вака ли ни е? Вака, вака. Шо е ова? То ти е. Жално, ама вистинито. Шо го месте? Викаат не јадело на трева дека. Не да. Шо е ова? На трева не јадело. Ке ти ги изеде другите. Си фаќа по гадичи. Ти почини. Вака јаде од надо. Шо е бојник е? Не, попадник. Попадика. Јајца, шунка, печурки. Много лошо се храните. Многу лошо. Многу лошо. Ова го нема ни во Интерконтинентал. А покрај Вардар е сепак. Бојник е овај ама е патен одговори. Крај е кепчето сега, укричи, знаеш neko nasilje, ај. Бе, мајсторе ме. Ила ваму Цецко да видиш. Еве со колегава што правиме овде овака, да видат. Чекај да ја раширам прво чуваркава, а после ќе го откачу. Од јадица. Сега не сигурно. Да го пуштам? Пуште. Голям машала. Мајсториšte, бе. Ali хев да пукат адреналин, што ти кажам. Добре. Ако не се намокри, шима ли риби? Да завршиме со поговорка, како што рекол народот, со сув газ риба не се фаќа.